Озборувањето е еден социолошки феномен, составен дел од секојдневието. Ерика Јонг ќе каже, озборувањето е опиум. Пауло Коелјо ќе каже, не губете време во објаснување. Луѓето го слушаат само она што сакаат да го слушнат. А Вил Роџерс кажал, гласините брзо се шират, но не обстануваат долго како вистината. И сега тука ќе завршиме со Џозеф Конрад, кој што вели, никој не кажува дека сака да озборува, но сите уживаат во тоа. Колку е тоа така? Со Мирјана Јовановска-Стојановска, психолог. Добро утро. Добро утро. Сите сака да озборуваат, уживаат во тоа, но никој не кажува дека озборува. Озборуваш? Дали озборува? Што мислите вака како експерт? Дали мажите озборуваат, дали жените озборуваат или нема разлика во... Добро утро, инако и од мен. Да, жените озборуваат, и мажите озборуваат, и децата меѓу себе си озборуваат, другарчиња да... Сите озборуваат. Како ќе го дефинирате озборувањето? Што е озборување? Што е озборување? Кога зборуваме за некои други луѓе или настани, и сега има некоја граница, значи дали ќе влезе тоа дека ние делиме информации, нели, раскажуваме за свое мислење и што сме видели како било, или почнуваме да озборуваме. Значи, некаде во озборувањето е или нема вистина, има полувистина, обојана со некои наши размислувања или некои наши додавања. И обично на тој што озборува му прави добро чувство, дека ете, може би јас сум подобар од сите, или јас знам најповеќе. Па, ете, за таа што уствари сум многу љубоморна, уствари, ќе кажам нешто што би требало не за да ја увреди или да ја симне незината вредност. Значи, таму има доза на некоја емоција наша, поврзана со тоа што го раскажуваме, што го зборуваме. Лични некои наши работи. Значи, кога озборуваме, не знаеме повеќе за тој што е озборуван, него знаеме повеќе за озборувачот. Што се неговите преференции, што размислува, што сака, кои се неговите стравови, каде би сакал да биде подобар. Нели, ако ние, например, жени има кои едните ги озборуваат, зашто биле убави, зашто имале пластика, нешто се направиле, зашто фино изгледале, па кој знае зашто и е тоа, не се... Или јас знам зашто и е не за тоа. Дали ќе биде ова најгледаниот разговор во историјата на македонската телевизија? Зошто? Ќе видиме подоцна. Зошто да се перцепира, ајде така, дека озборувањето треба да биде лошо? Зошто е мнението дека ако озборуваме злостурнички сме се здружиле, па правиме некое злодело? Па може би затоа што оне што е озборуван нема право на глас. Нема право да се оправда, нема право ништо да каже. Мислам, тој не знае што му се случува, нели? Му зборуваме, го оговараме и тоа е дефинитивно нешто. А секогаш, значи има доза, како што реков, на завист, има доза на злобност, нешто да сакаме намерно да кажеме лошо за некого, да го отцрниме, сега зависи кого, како озборуваме, ако се две-три другарки. Тогаш се поминува границата, сакате да кажете? Ама можеме и со директорот да оговараме за некој од вработените, па да му кажеме некои полувистини или вистини, или нешто што ние како пријатели сме го стекнале знаењето, нели сме му биле дома, па сега ќе дојдеме ќе си раскажеме за тоа. Вие да не работите во некоја масовна така организација, ово каква што, ајде да не го персонализираме, нели? Како се кажуваше тоа доколку не издајца. Аха, тоа беше во младите години, да. Издајца беше во младите. Така наречен предавник. Предавник, ето така, може така. Така предавник, ако отидеш и ако кажеш одма, а тој го скрши прозорецот, тогаш си предавник. Па добро, предавник си, ако ја кажеш вистината, можеби, кај тој што не треба да ја кажеш. Меѓутоа, озборувач би требало да е некој што ја филува вистината и што ја соопштува својата вистина. Па да, секогаш нека биде предавник, меѓутоа нека не биде озборувач. Подобро да биде предавник. Например, како ве гледам вас, е моја перцепција на вас. Зашто јас ќе оговарам дали за кошулата, или за мартинката, или за... Или за палтото што не можам да го закопчам. Или за палтото, ама тоа е некој мој внатрешен избор, зависно од тоа што кои се моите интереси. Може би ќе оговарам за тоа какова е бојата на гласот.
од сабајле требало да се напијат чај, кафе, па добро да се звучат. Се сме пиени, само не сме што, јадени. Јас мислам дека мене ми е важно. Значи, некој дел од личноста што оној озборувачот мисли дека е важно да го раскаже. Така да никогаш не се зборува всушност за оговараната особа. Сега, нешто многу интересно, вака вели. Обично, кога се збори за зборување, се посочува дека тоа биле неколку жени кои што се собрале, пиеле кафе и озборувале. И се договарале дали да слават на 6 март и така поминале 2 дена, 3 дена и дошол 8 март. И затоа 8 март е денот на жената. Ајде. Нека му биде. Вака вели. Едно последно истражување. Жените на озборување просечно трошат 56 минути. Мажите на озборување поминуваат 20 минути повеќе дневно. Па затоа што 90 минути трае надпреварот фудбалски, ако оговараш за, односно зборуваш за време на целиот надпревар, тоа си повеќе од 20 минути повеќе. Вака, сега, Не се извади. Мерења се многу... Кој зборува повеќе, мажите или жените? Па на кого му треба у моментот изгледа. Мислам, ваквите мерења се многу интересни да се прочитаат. Некој некогаш ги направил, ама тоа е... Не може да ги измери сите, например, еве во Македонија. Ке измери, еве, во вашево студио луѓето. И потоа ќе го генерализира. Значи, и тоа може секој ден да биде различна вредност. Така да не можеме така сексистички да речеме мажите или се жените. Сите ние го правиме тоа, сите сакаме да зборуваме, само што, ете, таа граница некаде, каде ние ќе... Не може да не зборуваме за другите луѓе, зашто ние сме, нели, живееме во социумот тука, во општеството, нормално дека ќе зборуваме. Од за политичарите наши, до нашите комшии, до ние со кои што работиме. Вистинските мажи не озборуваат. Припадници на машкиот пол и мажи се различни категории. Тоа е моје лично мислење, да. Постојат повеќе критериуми кои што ги детерминираат мажите како мажи. А кога сме веќе мажи шта? Тие не озборуваат. Што прават тие? Гледаат фудбал, пијат пиво, возат джипови, возат велосипед, се дружат со другарите и така натаму и така натаму. Добро сега. Но не озборуваат. Ова... Не озборуваат. Не, ова за джиповите мене. Добро, може и не мора да се скапи, може да се така. Само тоа ми. Джипот како предизвик, како возило кое што може да те однесе таму каде што не може обичното возило да те однесе. Може ти нозете таму да те однесат. Да, ма подолго е. Минариве се Држувањето, мирисот на бензинот, на нафтата, гумите, така, адреналин, тестостерон, таму се лачи. Инаку не джипот како скапа материјална играчка, не мислев на тоа. Добро, кога зборуваат, например, за тоа, за джиповите и за тоа кој све вози или кој оди. Ама не мислев на такви джипови. Джип, тие се сув возила. Джип е нешто сосема друго, да. На друго мислеше. Ама кога зборуваат за комшиите исто. Никој не може да избегне таа замка. Некогаш без намера да оговараме, еве сега ние ги оговараме тие мажи со джиповите. Ние не ги оговараме, ние зборуваме за нив, дека тие треба да бидат некаков предизвик и параметар и еталон за нешто. Добро, а жени? Жените се сите убави, кај жените нема подобро. Кој не оговара од жените? Кој не оговара? Кој не оговара? Но тоа ви е вродено, како да не оговарате. Жени што возат джипови, што да не се налутите, ова не беше сексистички. Изгледаат супер, што се тенки, убави, така тие не оговара. Самосвесни, кои имаат многу работа. Кој е оваа подолба? Кој е оваа подолба? 2 на 1 сме. Па подобро, кажи добро, така е. Туку, зошто жените оговараат? Вели вака. Докажано е дека жените озборуваат затоа што тоа ги прави поздрави посреќни, кои што имаат редовно сесии со другарките за озборување и постои една физиолошка причина, вели, се зголемува хормонот кој што го намалува чувството на стрес и тешкотија. Веројатно кога ќе си кажеш, си олеснуваш. Да, но мене ми пречи, еко вистинските мажи исто. А мене ми пречи тоа што мора се собрале другарки и сега мора да озборуваат. Тие може анализираат. Да, па се споделуваат со информации кои ги имаат. Зошто е тоа толку тежок тој збор озборување, кога видите колку има позитивни придобивки? Вака вели, машките теми за озборување се понепријатни од женските теми. Знаете како, најверојатно озборувањето влегува во таа лоша категорија кога ќе се нанесе некоја штета. Например, ќе озборувам другарка ми со свекрва или со мажот или со некој кој ќе добие за незе информации или ќе се смени неговата слика за незе.
кога ние две другарки ќе си ја зборуваме третата и потоа нема да ја дружиме. Значи, може би тогаш во озборувањето влегува во таа категорија на нешто што од кое треба да се срамиме или да кажеме дека ние не го правиме тоа или дека во никој случај нема да го признаеме дека сме го направиле. Заради тоа што затоа е, као што реков преска, залепени емоции, прва е зависта, значи што треба да признам дека и завидувам на таа таму, што направила силиконски или така устите, не завидувам. Или дека сме злобни малце, или дека некому имаме намера да му напакостиме. Иначе, некое добронамерно, секојдневно кафе оговарање, јас некој што киркам и така викам, ајде идеме да пиеме кафе, ки си оговараме малце. Ки си анализираме, јас така со мајка ми велам, ајде да си анализираме. Тоа е тоа. Тешко на анализираниот. Може само да го завршиме разговорот со тоа што ви благодариме. Сигурно сте навистина пријатен наш гостин соговорник. Како да не ја поминеме таа тенка линија од пријатно озборување во негативно озборување? Па, тоа е многу лесно, мислам, најлесно е, што уствари е многу тешко, да се познаваме себе си. Кога сме лути, да знаеме зошто сме лути и да не идеме да го пренесуваме тоа на другите луѓе. Кога сме завидливи, што е човечки со особина, ништо страшно со тоа, ама треба да знаеме тогаш дека нас нешто ни треба, нека нешто сакаме. Што е тоа што ние? Значи да се познаваме, да си ги гледаме емоциите, али да си ја зголемиме емоционалната интелигенција, да видиме, да препознаваме и како се можеме ние да си ги задоволиме тие потреби. Ако јас сум незадоволна од денешниот ден или нешто ме мачи во животот, подобро да си го најдам тоа, како што рековме, во спортови, во шетање, во било што во животот, него да очекувам моменти кога ќе можам некого да го повредам дури, зборувајќи за него.